степени. Значи времево тотално отиде знаете каде, нели? Покрај времето, покрај метеоролошката прогноза се збудале светот. Светот знаеме дека се збудале не веќе подолго време, особено последните 45-50 денови. Кај нас ништо ново. Пола влада е во затвор, а пола се спрема да оди во затвор. Изгледа на крајот премиерот ќе го земат од овие што веслат кајчине во Охрид, може ќе се погоди. Бугарите уште не работат, нели како бавча со македонски стајковски пипер и скопски патлиџан јабучар. Ама со бугарски корени, кога ќе собереш и одземеш дупло голо, ама уште не го вадиме кубурот, го чуваме за не дај Боже. Но тоа не значи дека не можеме да си правиме преку тасевски шоу, да си се ладиме. И да ги ставаме нели на тапет сите оние што тоа го заслужиле, затоа што ова е демократија, па затоа да почнеме со плескањето. И ја чекам таму у таа чекалната, ете ти го љутвиот една страна, трча и ми вика: ништо, брат. Викам, сум ја ебал утката у голубарни како вика Нишо. Или ништо не направил, или спортски кажано, резултатот не е у моја корист. Ништо, брат, ништо. Немаш ништо. Како бе, викам, немам ништо? Така бе, брат, овие у државна лабораторија зебале работа. Имало некој смотан лаборант, него му паднале тоа бризови доле на патос и све се контаминирал. Меѓу тие бризови што му паднале доле на патос бил и твој бриз. Али не бил само твој бриз. Меѓу тие бризови бил бриз и на еден наш познат политичар у парламент. И така цел свет разбрал да познат политичар има ешерихија коли у грло. И тие негови колеги у парламент почнале да го дупат, да ешерихија коли у грло му и од многу јадење говна у говорница. Па овај политичар многу се изнервирал, се вратил назад у тој државна лабораторија и почнал да се дере. Че вие бе матеру пичка со калашников, од кај на мене ешерихија коли у грло. Па овие морале да му прават втор бриз и му направили и втор бриз и така се дознали за тој скандал што паднале тие бризови од тој смотан лаборант доле на патос. Леле, и од среќа пајдушко ке заиграв. Почнав да го љубам љутви и така весел си одскокав до дома. Ама ете, радоста кратко ми траеше. Пошто за она што се случи после, навистина не би му го посакал на никој. Ми расцветаа хемороидиве. Вие секој знае што се хемороиди? Не метеори. Хемороиди. Сите знаеме, така? Па нормално, кој си има, тој си знае. Како и да е, за оние што не знаат, вака ќе кажам. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, која можам да ви покажам, која више гледам. Уствари, најболje да не ви покажувам, пошто како викаат. Една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у апека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели,
Али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки. Абе, се што сакаш. После, исто као на Фейсбук си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. После твоето лице, исто така ти е као Фейсбук. Као книга од која што лесно може да се прочита болеста, али ако има некој што знае да ја прочита. Така, например, ја пред некој ден бев на доктор и он ми прочита од моево лице дека сум анемичен и ми препиша железо. А немаше појма дека јас живеам у железара и дека железо примам секојдневно преку инхалација, која Минчо ќе ги пушти тоа од џаците у промет. Али ја и сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така.